Северно-македонци станавме и за источниот сосед Бугарија, поточно за нивниот премиер во заминување Кирил Петков, објаснувајќи дека одредени партии во Македонија се бунеле против францускиот предлог, кажа дека тие партии биле северно-македонски наместо македонски. Северно-македонските партии протестирале против францускиот предлог, кој е голем успех за бугарската влада. Ако Македонија се согласи со францускиот предлог, во уставот на Македонија ќе влезат бугарите пред да почне преговарачкиот процес. Второ, имаме јасни контролни механизми за говорот на омраза и за дискриминацијата. Трето, имаме многу јасни дефиниции за историските факти и образованието во училиштата во Македонија. Петков потврди дека тој повторно ќе биде кандидат за премиер на Бугарија, откако претходно најави дека ќе се обиде да формира ново владино мнозинство со независни пратеници. Ова го соопшти и еден од неговите најблиски соработници Мирослав Иванов. Господин Петков беше изключително активен премиер, който беше казал, че няма да прави компромиси с своите принципи, с прозрачността, с това да има нулева толерантност към корупцията. Той спази тези свои заявки. Се поставува прашањето што ова може да значи за Македонија, ако се знае дека Петков во интервјуто за БНР го повтори она што го кажа во Брисел, ги соопшти бугарските позиции кои остануваат исти, а тие се внесени во францускиот предлог, кој беше изгласан од бугарскиот парламент, но одбиен од македонската влада, барем според Ковачевски. Бугарскиот премиер изрази големо задоволство што бугарските услови сега станале услови на Европската унија. Те се разбрали условията, които са важни за България. Тие ги разбра условите кои што се важни за Бугарија и тие услови всушност се европски. Многу е важно правата на бугарите да се запишани во Македонија. Тоа е европско видување и европска обврска. Тоа да се случува не само за нив, туку за сите луѓе кои сакаат да членуваат во Унијата. Така што бугарските барања всушност тие се реално европски. Иако првичните најави од партијата на Петков беа одењени избори во септември, сепак ова сценарио станува се помалку веројатно. Шефицата на партијата БСП Корнелија Нинова потенцираше дека избори и евентуална техничка влада се најлоша можна опција за Бугарија во овој момент.